Заврши периодот на опомени. Полицијата почна да изрекува казни за граѓаните со мобилен на пешачки, како и за оние кои зборуваат на телефон додека управуваат тротинет или велосипед. Како што не информираа од МВР, во изминатите 4 месеци, поради прекршување на законот, регистрирани биле над 150 предупредувања, а 30 на граѓани добиле и казни кои се движат од 40 до 50 евра. На територија на секторот за внатрешни работи Скопје, во периодот од 26 септември 2025 година до 25 јануари оваа година, констатирани се 152 предупредувања и 34 санкции. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека полека почнале да се навикнуваат на овие правила и истите ги почитуваат. Според нив, само на ваков начин ќе се зголеми вниманието кај граѓаните кои преминуваат на пешачки премин, особено таму каде што нема семафори. Сообраќај мора да се одвива. Има регулација со семафори. Забележувам дека нема пешаци кои поминуваат со мобилен телефон на пешачки премин. Мислам дека ќе го почитуваат законот и едните и другите, се надевам. Немат право. Нормално треба да помини, да ги исклучи телефонот и да поминит и да биде внимателен на автомобилите кај што врваат на главниот. Дали вие се придржувате? Се придржува нормално. Во недело пак стартува системот Безбеден град. Откако деновиве се правеше финално тестирање на камерите низ државата. Во меѓувреме, од МВР упатија апел кон граѓаните да поднесат барање за промена на контакт податоците, што ги доставиле при регистрација на возилата доколку има настаната промена или во случај да имаат добиено известување со неточни податоци. Тоа може да го сторат на посебниот шалтер во одделот за граѓански работи во зградата на МТВ во Скопје и во станиците за технички преглед на возила во државата, каде што е распореден деташиран референт на МВР.